Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денеска на социјалната мрежа Facebook објави дека компанијата Johnson Controls ќе гради втора фабрика во Македонија, која што ќе отвори 1500 нови работни места. Американската компанија Johnson Controls денеска потпишува нов договор за изградба на втора фабрика во Република Македонија. Новиот капацитет на Johnson Controls ќе произведува навлаки за седиштата за автомобилската индустрија. Инвестицијата е во вредност од најмалку $20 милиони и ќе се реализира во Тирс Струмица, напиша меѓу другото председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на социјалната мрежа Facebook. Управниот суд донесе одлука со која ги стави вон сила решенијата за разрешување на директорите на центрите за социјална работа и јавните установи од страна на техничката министерка Фросина Ременски. Во решението за времена мерка се забранува на министерот за труд и социјална политика Ременски да превземе дејствија во врска и по повод донесените решенија за разрешување на директори и решенијата со кои назначува ВД директори до донесување на правосилна одлука по тужбата. Со донесување на ваквите решенија за време на мерка се подразбира дека незаконски разрешените директори ќе се вратат на своите работни места, а решенијата за назначување на ВД директори немаат важност до донесување на правосилна одлука. Собранието денеска ќе расправа за прераспределба на средства меѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите со кои се обезбедуваат финансиски средства за реализација на финансискиот план на јавното обвинителство за гонење кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите за 2016 година. Джефри Гордон, поранешниот портпарол на Пентагон и поранешен советник за национална безбедност на повеќе републикански председателски кандидати, упати повик за деблокирање на интеграциите на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Во колумна објавена во Хил, информативното списание наменето за политичкиот врв во Соединетите Американски држави, Гордон воедно апелира на Македонија да и се упати помош во справувањето и запирањето на бегалската криза и да се спречат обидите на опозицијата за продолжување на политичката криза преку избегнување на изборниот процес. Гордон предлага формирање на безбедносен балкански центар во Македонија со распоредување на значителна мисија на НАТО, која ќе помогне во борбата против шверцот со луѓе, оружје и дрога. Но според него, неопходно е и да се изврши притисок врз Грција за да престанат блокадите на приемот на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Воедно Гордон апелира да се спречат обидите на СДСМ за избегнување на априлските избори, за да не се предизвикуваат дополнителни политички тензии. Груевски, кој беше премиер од 2006 година, се соочи со сомнителен предизвик од неголемата левичарска партија, која се подготвува да ги бойкотира изборите во рамки на едно мрачно сценарио. Опозицијскиот лидер Зоран Заев објави тајно снимени и монтирани разговори на премиерот во обид да го уценува, тактика која би била незамислива во било која западна демократска земја. Имајќи предвид дека партијата на Заев далеку заостанува на предизборните анкети, нивна единствена шанса за успех е ако целосно го одбегнат изборниот процес, пишува Гордон во колумната објавена во Хил. Стравувајќи од терористички напад и потенцијални закани кои ги представуваат бегалците, владите на западните земји ги ограничуваат човековите права и усвојуваат погрешни политики во име на безбедноста, соопшти денеска Human Rights Watch. Во својот годишен извештај се наведува дека Европа и Соединетите Американски држави покажуваат отворена исламофобија и бесрамно ги демонизираат бегалците. Извршниот директор на Human Rights Watch, Кенет Рот, истакна дека обезбедувањето на сигурен пат за бегалците да стигнат во Европа би го намалил бројот на изгубени животи во Медитеранот и би ги олесниле безбедносните проверки.